Добро утро, почитувани гледачи, и добре дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Нови 45 минути за едничко дружење со вас, а утрово зборуваме за тоа како прекумерната тежина влијае на работата на вашето срце. Каква е поврзаноста на дебелината со кардиоваскуларните случувања, што значи минимално намалување на телесната тежина и намалување на ризикот од срцеви заболувања. На оваа тема утрово разговараме со доктор Антонио Антовски, специјалист кардиолог од градската општа болница 8 септември. Добро утро, доктор Антонио, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Што се може да направи и го зголемува ризикот од случување кардиоваскуларни случувања, од заболување на срцето, дебелината, односно прекумерната телесна тежина е еден од тие ризици или причини? Еден од најважните ризици, а важно е да се каже, бидејќи зборуваме за епидемија на вишок на телесна тежина во светски рамки, посебно во земјите во развој како што е наша Македонија. Проблем кој што го оптеретува здравствениот систем, а е толку сериозно застапен, за нашата земја толку прецизна статистика немаме, ама развиените земји како што е Соединетите Американски држави зборуваат за 40% од популацијата со вишок на телесна тежина. Во Британија велат четвртина од популацијата. Во земјите во развој како што е Македонијата, тој процент на застапеност е уште поголем. Така се очекува. А да биде уште посериозна работата, зборуваме за епидемија уште во детската возраст. 25% велат британците од детската популација до 10 годишна возраст веќе има прекумерна тежина. Проблем кој што потоа генерира здравствени проблеми и бидејќи почнува во раните години од животот, порано доведува до промени. Ако порано зборувавме дека во 40-тите години очекуваме манифестации на кардиоваскуларниот систем, односно на крвните садови на срцето, сега таа граница е далеку поместена понапред. Значи, збориме веќе за 20-тите, 30-тите години од животот. Така. Веќе е декларирана како хронична болест. Хронична болест. Не зборуваме само за прекумерна телесна тежина или дебелина како еден општ поим. Хронична болест и ризик фактор за кардиоваскуларни заболувања. И уште еднаш ќе кажам, еден од најважните мајорни ризик фактори за појава на кардиоваскуларни заболувања. Така. Кои се тие и зошто е тоа така, убаво ќе објасниме во текот на емисијата. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Антонио Антовски, специјалист кардиолог од градската општа болница 8 септември, зборуваме за тоа како прекумерната телесна тежина влијае врз работата на срцето, односно врз здравјето на срцето. Доктор Антонио, ќе почнеме некако со ред. Што е прекумерна телесна тежина? По дефиниција подразбираме повеќе масти во телото од тоа што е препорачано. Значи, збориме за вишок на масти наталожени во телото на човекот. Зашто тоа го објаснувам? Затоа што имаме по конституција крупни луѓе, мускулисти луѓе, кои што може да изгледаат робусно, големи, меѓутоа во случајот имаме повеќе мускули, повеќе мускулна маса. Нас не интересира застапеноста на мастите, затоа што вишокот на масти во организмот се тие што ги предизвикуваат проблемите. Како да знаеме дека имаме прекумерна телесна тежина? Низ кои параметри тоа се согледува? Има повеќе индекси, повеќе алатки да речам, кои што ни помагаат ориентационо грубо да знаеме дали имаме вишок на масти во организмот. Одма ќе кажам дека ниеден од нив не е сеопфатен, не е целосно прецизен и затоа секогаш се земаат во комбинација со други анализи за да дознаеме кој е ризикот од тој вишок на телесна тежина. Body mass индексот е најчесто користена алатка. Прави калкулација врз основа на телесната висина
се пресметува према килограмите телесната површина. Па сега велиме body mass index до 25 е физиолошка, нормална, препорачана тежина. Од 25 до 30 збориме веќе за зголемена телесна тежина и на 30-35 збориме за обесност, односно гојазност, која што може да биде помала или поголема, меѓутоа се што е повеќе од таа препорачена тежина е проблем. Секој може да си пресмета, на интернет се достапни тие калкулатори, секој може да види каде спаѓа, во која граница, да речеме, дали е физиолошка, дали е прекомерна тежина, но повторно ќе речам, треба да се консултира со доктор, затоа што толкувањето може да заведе не се земени во предмет многу работи. Кај body mass индексот не е, например, земено во предвид полот. Мажите и жените имаат различна застапеност на мускулна маса, различна застапеност на масти, затоа не може исто да биде маж и жена. Возраста исто така. Возрастната популација после 75 годишна возраст од животот, нормално е дека доаѓа до намалување на мускулната маса, атрофија на мускулатурата, така да возрастната популација има поголема застапеност на мастите и кај нив оваа табличка се разликува. Ако инсистираме на идеални вредности, тоа може да има и лош ефект врз здравствената состојба на овие пациенти или зборам за луѓе кои што немаат здравствен проблем. Не ја зема во предвид нити телесната конституција. Често пати градбата на телото, така, нели има мускулести луѓе кои што се со поголема маса, меѓутоа имаат мускулатура, немаат масти. Дистрибуцијата на масти исто така не ја зема во предвид, односно формата на телото. Најчесто зборуваме за форма во вид на јаболко или форма во вид на крушка. И сега да објаснам, затоа што е многу важно, не само од естетски аспект. Кога збориме за конституција во форма на јаболко, тука имаме таложење на мастите во пределот на половината. Значи, околу стомакот. Да. Зашто е, за разлика еве од формата на крушка, каде што таложењето на мастите е околу колковите, околу задникот, да, под кожата. Кај таложењето на мастите во пределот на стомакот, проблемот е посериозен. Затоа што збориме за таложење на мастите околу органите. Околу органите, меѓутоа и внатре во органите. Значи во црниот дроб, во панкреасот. Тоа таложење на мастите во органите доведува до промени, односно нарушување во функцијата, во работата на овие органи. Кога некој на ехо ќе дознае дека има замастување на црниот дроб, тоа е многу посериозна ситуација, освен отколку кога има само масти под кожата. Кај глутеосите, односно во седалната регија, мастите се под кожата. Не доведуваат до нарушување во функцијата на органите. Но да нема сега недоразбирање. Секој вишок на масти е проблем. Значи, мастите што се наоѓаат под кожата, во седалната регија, предизвикуваат проблем. Како? Масното ткиво е, за разлика од мускулатурата, порастресито. Зафаќа поголем простор. Значи, мускулот е покомпактен, во помал простор и бара помалку крвни садови. Крвните садови се патиштата преку кои крвта доаѓа до секоја клетка во телото. А крвта, за да се движи низ крвните садови, е задача на срцето. Пумпата цело време треба да испумпува, да работи. Кај масното ткиво зборуваме за километри вишок крвни садови. Значи, тоа е растресито ткиво со голема мрежа на капилари. Тоа се ситни крвни садови низ кои крвта мора да циркулира, да се движи, за да стигнуваат хранливи материи, кислород
и штетните материи потоа да бидат отстранети. Не е seедно дали пумпата работи за мускул, дали работи за маст. Значи, килограм мускул и килограм маст имаат иста тежина, меѓутоа не исто го оптеретуваат срцето. Срцето кога пумпа за 10 килограми мускул и за 10 килограми масти не е исто. Значи, мастите сами по себе бараат зголемена срцева работа. За тоа да го постигне срцето, ја забрзува работата. Побрзо работи. Значи, логично е, ако има помало побарување, со поспора работа срцето ќе ја задоволи таа потреба на организмот. Меѓутоа, ако имаме вишок килограми, вишок километри крвни садови, срцето мора да забрза работата за да го има истиот ефект. А секој мускул што работи се троши, се замара. Не е исто дали удира срцето 60 пати во минута, 80, 100 пати. Значи, разликата е голема. Така функционира, така видете, постојано е оптеретено. Срцето е пумпа која што работи 24/7, велиме. Нема застанување, нема пауза. Значи, срцето нема одмор. Ако мора да работи за вишок килограми, тоа значи дека постојано работи во еден така наречен забрзан, зголемен режим. Значи, наместо во режим на мирна работа, оно работи цело време постојано забрзано, зголемена работа на срцето. Така. Ја споменавте стомачната дебелина. Тие висцерални масти предизвикуваат воспаление. Какво е тоа воспаление, што значи тоа и што прави во телото? Значи, мастите како вишок наталожени во органите, па и во подкожата, предизвикуваат инфламација, воспалителна реакција. Тоа е ткиво кое што стимулира ослободување на разни медиатори, односно реагенси во организмот, кои што предизвикуваат реакција. Реакција воспалителна, како кога имаме инфекција. Значи, организмот едноставно е доведен во ситуација да се брани од сопствената тежина, од масното ткиво. Тоа е една хронична состојба, значи ние секојдневно со погрешниот начин на исхрана, со внес на масти во прекумерна количина, повеќе од тоа што е потребно. Видете, мастите се енергетски материјал и градежен материјал. Значи, нормално клетката има потреба од количина на масти за да се градат одредени структури. Меѓутоа, тие се искористуваат толку колку што се потребни. Се што е вишок, дали ги претвораме не во ги енергија користи, или пак се таложат, така. така? Да. Значи, и јаглените хидрати во висок што ги внесуваме, шекерите, организмот, заради природата на нештата, си создава резерви. И тие резерви се мастите. Мислам, мора да ни биде јасно, тоа е секојдневен процес што се повторува. Затоа и велиме, причината на проблемот е прејадувањето. Еве да речеме, Повеќе внесуваме отколку што трошиме, така? отколку што трошиме, отколку што имаме реална потреба. Многу често оправдување што го слушаме од пациентите, знаете што ние тоа во фамилијата, имаме гени за тоа, имаме оптеретување. Реалноста е дека генетската оптеретеност во однос на метаболизмот на мастите е многу малку застапена. Во целиот проблем. Ја има, меѓутоа во целиот проблем е многу малку застапена и друго и да постои со начинот на живот, начинот на исхрана, тоа се контролира. Значи, ние многу болести кои што се генетски предиспонирани, за да се манифестираат, треба да има услови. Услови од средината. Ако ние ги контролираме влијанијата, болеста нема да се манифестира. Така да, има некои медицински причини, мора да ги спомнам, како што е, например, намалената функција на тироидната жлезда. Тука е веќе хормонски условено да има промени во метаболизмот на мастите, па појава на гојазност. Не знам, земање на некои лекови, како што се кортикостероидите, меѓутоа, пак ќе се повторам, тоа е само барање на алиби. Многу ретки се тие ситуации. Во најголемиот број од случаи, во прашање е
прејадување, односно внес на повеќе калории од колку што имаме потреба, од колку што трошиме. И уште еден момент кој што, кој е поважен, дали прејадувањето или нездравата исхрана. Значи, имаме штетни калории, збориме за брза храна, која што е термички преработена, која што е богата со заситени масти, со шеќери, кои што едноставно се штетни за организмот. Така. А веројатно многу полесно се посегнува по таквата се храна. Се посегнува заради начинот на живот, брзо е достапно. Видете, свежата храна, стално мора да повторуваме, е таа која што е природна, која што е потребна на организмот. Значи, во природата, сега некој да не ме свати погрешно, никое друго суштество не се храни со термички обработена храна. Единствено е човекот што тоа го прави. Така, да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Поздрав до вас и поздрав до докторот. Ви благодариме. Го ценам многу излагањето на доктор Антонио Антоски. Мислам дека јас сум на возраст од 70 години. Сега, до 2016 година немав никакви проблеми. Чисто на контрола отидов во Мајка Тереза, клиниката, и ми рекоа дека имам животозагрозувачка тахикардија. Ми правија електрофизиолошка студија, што беше неуспешно. Дали е до мене, дали е до докторот, нема да навлегува во тоа, не е битно. И од тогаш наваму примам еден, по наше кажано, еден куп лекови. Примам Мепинто и Лористо Савајле, примам флоросимид, примам Диего од 0,25, примам исто за мокрење, само момент на очерите. Примам Посема лекови, Пернолин примам, Аторис, многу лекови, како што рековте и самата. А кој е проблемот конкретно во моментов што го имате за да го поставите прашањето до доктор Антонио? После сите овие лекови што ги примам, јас више не можам да се движам. Имам проблем со грбот, со нозете, многу јаки болки имам во нозете, во грбот. И не знам што понатам. Так, добро. Во ред, ви благодариме, доктор Антонио. Што ќе биде советот и препораката? Што понатаму? Пациентката кажа дека има аритмија, неправилна работа на срцето. Не кажа кој вид на аритмија, меѓутоа према терапијата што ја кажува. Господјо, предпоставам дека имате атриална фибрилација. Тоа е многу честа аритмија, каде што имаме наместо еден водич, кој што испраќа импулси, голем број на водичи, па имаме неправилна, хаотична работа на срцето, господјо. Докторите се обиделе со електрофизиолошка студија да прекинат таа аритмија, не успеале. Значи, методата има одреден процент на успешност, има различни причини зашто некогаш не може да се успее. Лековите што ги добивате за да се сега контролира аритмијата, за да вие подобро да функционирате. Има лекови кои што сугерираат дека пациентката има и слабост на срцевата пумпа. Вие пиете лекови за измокрување, кои што ги даваме за подобрување на пумпната моќ на срцето, кој што имаме слабост на пумпата. Болките може да бидат од различни причини, мислам дека не се од срцето, ако се поврзани со крвотокот, можеби во нозете, затоа треба да се направи соодветно преглед. А во однос на заморот и вашата способност да функционирате во текот на денот, исто треба да се процени дали е проблемот од срцето или е проблем нешто друго, така да што понатаму во консултација со кардиолог. Значи, добро да се процени состојбата, терапијата, дали треба нешто да се превземе во однос на медикаментна терапија или можеби некоја друга интервенција. Така, да. Советот и препораката што ќе ги прифати гледачката во моментов како е упатено до неа, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ве слушаме.
од Битола се јавуваме. Така, повелете. Во поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Благодарам. Сега да го прашаме докторот. Јас пред 3-4 години добив болки во градите. Ниту пушам, ниту пијам, ниту имам гојазност, ниту ништо. Левата главна артерија ми беше стеснета. И добив болки и ме стентираа во охрид. Зошто доаѓа тоа, а немам ни гојазност, ни пиење, ни пушење, ни тие работи што го слушам докторот што зборува сега. И сега се прашувам зошто може да дојде до таа работа, дали може од некој стрес или од нешто друга причина, некоја не знам. Така. Ви благодариме за јавувањето. Кога зборуваме за ризик фактори за да дојде до заболување на срцето или крвните садови, велиме дека тие носат можност за да дојде до промени. Господинот еве ги наброи, пушењето, прекомерната тежина. Не спомнавте други работи, например, дали имате висок притисок, дали имате проблем со шекерот. Значи, видете, високиот притисок може да не дава клиничка манифестација, да нема тегоби. Меѓутоа, затоа велиме дека е тивок убиец. Он во позадина работи. Народот сака да се сликовито изразува, па вика тивката вода брегот горони. Така е со притисокот, така е со шекерот, господине. Ако имате зголемен шекер, тој доведува до промени на крвните садови. Друго, начинот на живот, физичката активност. Може би немате вишок на килограми. Меѓутоа, ако не се движите доволно, самата неактивност е ризик фактор за да се јавуваат промени на крвните садови. Начинот на исхрана. Преска јас кажав, прејадувањето не мора да резултира со вишок на килограми или неквалитетната исхрана. Че имаме секојдневие кај што луѓето јадат брза храна, кај што јадат термички обработена храна, немаат вишок килограми, меѓутоа штетниот ефект е присутен секојдневно. Така да многу работи треба да се предвид. Не мора само кај луѓето кои што вака така надворешно гледаме дека што се имаат слаби може да имаат високи вредности на штетниот холестерол. Тука веќе може да учествува и метаболизмот, функцијата на црниот дроб, некогаш имаме и ензимски проблеми, каде што едноставно нема добар метаболизам на мастите. Така да, господине, веќе сте имале интервенција на голем крвен сад, рековте, предпоставам може и стент е вграден, така да добро треба да разговарате со докторите да ви објаснат вашата состојба, зашто дошло до тоа, за да може да понатаму водите сметка да не се повтори проблемот. Поминале години овие работи требало да ви бидат јасни уште од првиот момент кога е констатиран проблемот, за да продолжите да живеете поинаку, во смисол за да не се создаваат нови стеснувања, да не се јавуваат нови проблеми. И стресот го спомена и гледачот, и тој Стресот има е голема фактор. улога, Стресот така и е големо фактор, влијание, тоа не го негираме. Така да и тоа е нешто што треба да се решава. Значи, ако има некој стрес на кој што можеме да влијаеме, да најдеме начин да го тоа релаксираме, да го избегнуваме, апсолутно. Значи, се што е штетно, све што може да предизвика проблем, треба да се отстрани, за да нема понатаму прогресија на болеста. Артериосклерозата е во основа на коронарната болест. Стеснувањето на артериите. Тоа е процес кој што го држиме под контрола со лекови. Меѓутоа не е доволно. Значи, лековите се само помош, алатка која што ни овозможува да може да помогнеме на пациентите, но во основа, во позадина има проблем. Ние тој проблем мора да го решиме. Значи, не пациентите сметаат дека ако пијат лекови за контрола на мастите, дека сега може да продолжат да се хранат на истиот нездрав начин како и претходно. Не е така. И ние значи, ние со лековите ќе ја подобруваме ситуацијата. Ќе помагаме да се контролираат мастите. Меѓутоа, ако
имаме несоодветен внес на масти, лековите не се моќни. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. И веднаш по рекламите да ги слушнеме и двајцата следни гледачи и нивните прашања. Добро утро, повелете, само ќе ве замолам ако може по-конкретно и пократко прашање за да може и на двајцата да одговориме. Добро утро. Дали сте на линија? Повелете, дали се слушаме? Да. Едно прашање само за докторот. Да, секако. Меѓутоа, јас можда оваа тема не е за срцето мое. Ја не сум се прегледала, ама операции многу тешки имам направено. Тоа 2007 година циментирана нога носев, 7 години, меѓутоа после тоа 10 години водев на басум, па ми се повтори после од ништо на ногата. Значи празна нога, апсолутно празна, од ништо. Што е искомбинирано внатре, што е ставено внатре, самите доктори знаат ортопеди. Масното и мене во крвната слика ми најде само 5, така нешто, 52 нешто. Масноти, меѓутоа јас сега се држам диета, по крвната слика се гледа дека ништо немам. Сета крвна слика што се ми извадила, се е негативно. Добро, и ја 18 години одам на штаки. Значи, рускавиците ми се мене тотално оштетени. Уопште без така не можам да мрдам. Дали тоа од кишмата е? Не сум добра, некој пат ме фрка и кишната. Со нозете сум катастрофа. Во ред, ајде јас извинете што ќе ве прекинам, е надвор од ова што го зборуваме, ама една препорака и совет врз основа на состојбата која што ја има. Проблем, самата кажа, проблем со рскавиците, така да јас тука, господјо, немам што да ве советувам, мора ортопедите да го решаваат проблемот, дали со вештачки зглобови, дали со протези, тоа веќе е домен на друга специјалност. Така, и што би можело да се направи. Какви структурни промени се случуваат на срцето? Кои се последиците по срцето од прекумерната телесна тежина која постојува повеќе и подолг период? Прекумерната тежина бара зголемена работа на срцето. Реков претходно, за да тоа го постигне срцето, ја забрзува работата. Меѓутоа, тука не застанува. Доаѓа до зголемување на крвниот притисок, затоа што системот, промените на артериите доведува до зголемена крутост, отпор во крвните садови и до зголемување на притисокот, што сега го оптеретува срцето. Од друга страна, се јавуваат промени во циркулацијата на срцевиот мускул. Како и секој друг мускул што има потреба да одговори на зголемени барања, мускулот на срцето почнува да се задебелува. Значи, секој мускул кој ќе го оптеретиме се задебелува. Така и срцевиот мускул. Таа хипертрофија, задебелување на мускулот е проблем. Затоа што крвотокот во срцето, пошто и срцето се снабдува со крв, е така дизајниран да може да се зголемува до одредени граници. Значи, капацитетот се надминува како се задебелува мускулот и тоа доведува сега до неефикасност на работата на мускулот. И на крај, видете, почнувајќи од прекумерна тежина, односно дебелина, завршуваме со слабост на срцето како пумпа, односно срцева слабост. Веќе срцето не може да одговори на потребите и во почеток тоа се манифестира во движење при поголем напор, меѓутоа како прогредира болеста, не е способна да одговори на потребите ниво мирување. Значи, почнуваме од забрзана работа, завршуваме со слабост на пумпата. Вишокот на килограми доведува до појава на аритмија. Нашата гледачка зборуваше за атриалната фибрилација, какви проблеми прави. 1/4 до 1/5 од пациентите со атриална фибрилација во основа на аритмијата е вишокот на килограми. Значи, вишокот на масти доведува до појава на аритмијата. Видите, сериозен проблем. Така да мора да гледаме комплексно на проблемот. Тежината, вишокот на масти доведува до промени во организмот, кои што директно ги оштетуваат крвните садови, директно го оштетуваат срцето. И потоа влијаат врз квалитетот на животот. Да, и за срцев и за мозочен.
Удар, инфаркт. Артериосклерозата, стеснувањето на артериите доведува до несоодветна циркулација, крвоток и појава на инфаркт. Така, да. Високиот крвен притисок и покачените масноти можеме да кажеме се отворена врата кон проблеми или болести на срцето. Така е, меѓутоа да знаете дека и вишокот на килограми, односно масти, предизвикува зголемување на крвниот притисок. Значи, 60% од пациентите со висок крвен притисок во основа имаат вишокот на килограми. Значи, самиот вишок на килограми доведува до развој на зголемен крвен притисок, односно хипертензија. Замастен црн дроб, инсулинска резистенција или предиабет, така состојба која што навистина тука може нешто да се исконтролира и секогаш е препораката намалите ги килограмите, така за да ги регулирате овие состојби, тахикардијата, да. Дали ќе се намалат тие и ќе се доведат во некои нормални граници ако ја намалиме телесната тежина? Значи, секој најмало намалување на тежината е од корист. Затоа што ја подобрува функцијата на срцето и ја подобрува циркулацијата. Диабетот, последица од вишокот на масти, затоа што панкреасот мора да лачи инсулин према потребите на организмот. Масното ткиво е голем потрошувач на инсулин. Повеќе неголи мускулатурата и другите ткива. Така да кога ќе се намали количината на масти, панкреасот ќе лачи помалку инсулин. Така да и тие што веќе имаат диабет, им се подобрува состојбата со намалувањето на количината на мастите во телото. Корис повеќе кратна. Значи, зборуваме за проблем кој што не е изолиран. Срцето сега, за жал, и кардиоваскуларните заболувања се убиец број 1 во светот. Проблеми се јавуваат и на функцијата, рековме, на панкреасот, белите дробови, слип апнејата. Слип апнејата е од вишокот на килограми се влошува. Наталожените масти околу дишните патишта, горните дишни патишта ги стеснуваат, го намалуваат проток на воздух и доведуваат до несоодветна вентилација кога спиеме. Слип апнејата пролонгирано со време доведува до појава на зголемен крвен притисок, појава на аритми, појава на структурни промени на срцето. Видите, све е едно со друго поврзано. Така да намалувањето на вишокот на масти носи повеќе кратна корист. За нашето здравје и минималното, ама кога нешто ќе почнеме да постигнуваме, веќе веројатно полесно ќе ни биде да дојдеме до една посакувана тежина. Препораките се постепено да намалуваме тежината, затоа што процесот на таложење на мастите траел повеќе години и не треба преку ноќ сега да се бара да се намалат мастите. Меѓутоа, половина килограм до килограм неделно велиме, 2 до 4 килограми месечно. Тоа би значило во годината редукција 20 до 40 килограми, да симнеме од грбот една вреќа. Многу која што и ни тежи и ни прави проблеми со здравјето. Малку посериозно да размислуваме и да гледаме на проблемот со прекомерната тежест. Кога одиме ги замара мускулите, господјата што вели ме болат нозете, не можам да се движам. Меѓутоа не се само оптеретени мускулите, пумпата, срцето исто така. Така. Ви благодарам за гостувањето. Времето многу брзо ни помина, ама затоа имаме ние и следни прилики да разговараме со вас на вакви практични теми кои што се однесуваат на заштитата на нашето здравје. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.